Одиме со вториот дел од вечерашната емисија. Гостува представник од Државниот завод за ревизија во студиото, разговор со Александар Поповски, генерален секретар на ДЗР. Добро вечер. Добро вечер. Како и антикорупцијска комисија, и вие сте една од институциите кои сигурно, согласно законската регулатива, се една важна карика за изборниот процес кога зборуваме од аспект на мониторинг во начинот на финансирање на кандидатите за председатели, за политичките партии кои стојат за нив, за коалициите и воопшто за сите играчи во изборниот процес. Поповски, јас погледнав кај вас на сајт, председателските кандидати сите се думина, веќе ги доставија првите изборни или предизборни извештаи, не знам точно како тоа се вели. И еве, например, прочитав дека Арбен Таравари од 4.4. до 13.4. 520.000 денари има донации од физички лица. Гордана Силјановска 19.500.000 денари, Јакимовски околу 1 милион денари, Ванковска над милион денари. Максим нема од физички лица, но ќе ги изолирам Стево Пендаровски и Бујар Османи. Најнапред сакам да ми објасните, тие имаат поднесено документи, но во документите бројки не видов. Така, значи и ние во Државен завод за ревизија, нашата надзорна улога за време на известувањето во текот на изборната кампања е практично да примиме се она што политичките кандидати, во случајот кандидатите за председател на државата, ќе го поднесат. Дали е тоа точно, дали е пропишано во пропишан формулар, дали може би направиле технички грешки или едноставно немаат донации, тоа е нешто што ќе мораме ние да го верифицираме и нешто за што согласно законските прописи тоа е наша обврска отпосле. Она што можам да го кажам со сигурност е дека навистина има финансиска дисциплина, барем за овој прв круг, ако од аспект на роковите, почитување на роковите и обидот да се испочитуваат законските одредби за финансиско известување за време на изборна кампања, од она што јас можев да го видам во текот на неделата кога Државниот завод за ревизија работеше практично во 2 смени, беше дека навистина кандидатите сериозно пристапуваат во известувањето. Но она што сакам да го кажам во овој контекст е дека за прв пат на овие избори имаме состојба во која што се известува претежно само за донациите, само за примените донации. Во претходните изборни циклуси овие извештаи неколку кои што се поднесуваат согласно изборниот законник ги опфаќа и приходите и расходите и трошоците, значи севкупните издатоци на политичките кандидати. Сега со последните измени на изборниот законник практично овој систем е променет во смисла дека се рапортира за време на изборната кампања генерално во делот на примените донации. Освен крајниот, вкупниот извештај, така е, во кој што ќе бидат ставени и сите останати аспекти. Мислам дека од тој аспект има олесната работата на политичките партии, односно на кандидатите во случај за председателските избори, како и на оние избори што ќе дојдат, но сега знаете што, предмет на лично расудување на секој граѓанин, на секој економски експерт и на секој аналитичар на изборите е од аспект на транспарентноста. Дали е тоа она што треба да го има на увид јавноста додека трае изборната кампања, да биде главниот фокус ставен на донациите. Добро. Ајде да прецизираме Поповски прво. Која е облигацијата сега на поради гледачите еве? Облигацијата која е на председателските кандидати и на партиите и коалициите кога ќе започне и кампањата за парламентарни избори, бидејќи таа официјално уште не е започната. По сила на закон, која обврска и кој формат на финансиски извештаи треба да поднесуваат, за да зборуваме дека еве се движиме по една траекторија на транспарентност кога зборуваме за финансирање. Како што споменавте, денес, односно во неделата заврши практично целиот ден беше поднесување на тој прв извештај за примени донации на трансакцијска сметка за изборна кампања кој се поднесува на 11-тиот ден. Понатаму оди следниот извештај кој што се поднесува е буквално со истиот наслов, само што тој се поднесува во рок од 1 ден по завршувањето на кампањата, доколку изборите се одржат во еден круг.
Третиот извештај исто така е со ист наслов, значи тоа е повторно извештај за примени донации на трансакцијска сметка за изборна кампања, кој се поднесува ден пред одржување на вториот круг, се разбира доколку на изборите се одржува втор круг. Очекува јавноста дека во случајот на претседателските избори ќе има втор круг. Понатаму има повторно извештај за примени донации, значи повторно истиот наслов, да речеме тоа е лесното во овој долг наслов на извештаите, дека сепак се тие на некој начин исти, тој се поднесува еден ден по затворањето на трансакцијската сметка за изборна кампања и го фаќа оној период од еден ден од завршување на кампањата се до затворањето на трансакцијската сметка за изборната кампања ако се одржат во еден круг, па има извештај ако има втор круг. И конечно доаѓаме до она што е најрелевантно за Државниот завод за ревизија, вкупниот финансиски извештај. Сега внимавајте, тој не се однесува само на донациите, како што вие одлично тоа го споменавте, се однесува не само за приходи, расходи и трошоци, туку и спецификација. Значи точно треба да се распореди точно за кои видови на трошоци согласно и постоечки образец кој што постои. Пари, ствари, услуги и така натаму, све што потрошиле политичките партии. И сега ве прашувам, ова е легалистичкиот дел рамката која веројатно сите политички играчи ја почитуваат. Но ако навлеземе во суштината, што покажува досегашното искуство на ревизорите постизборно, кога ги анализирате, еве говориме на пример финансиските извештаи вкупните? Во неколку наврати, повторно ќе го артикулирам тој став, е дека и тоа е присутна на ниво на системска слабост, овозможувањето по завршувањето на изборите се уште на трансакцијската сметка, се до нејзиното затворање да се примаат донации. Во суштина тоа ги мотивира, условно кажано, оние кои што физичките и правните лица на еден клиентелистичко додворувачки пристап, во смисла дека победникот кој веќе го знаат во конкретниот случај да можат се уште да му исплатат, условно кажано, и да му уплатат донации. Тоа е нешто на што ние постојано укажуваме како на тоа со закон е забрането би по завршување на процесот. Да, меѓутоа се додека и тоа е наша системска устврдена слабост, тоа е дека едноставно дека треба веднаш да се пристапува кон затворање на трансакцијската сметка по изборите, бидејќи кампањата е веќе завршена. Ново пракса, бидејќи законот остава еден простор да ги сочинат извештаите, да ги преземат последните активности, но сметките се условно кажано се уште отворени. И неретко потоа пак се доведуваат и некои во ситуација од учесниците во претходните избори, па и да немаат доволно средства да ги намерат и пристигнатите обврски, а овие сметки практично на крај мора да се изгаснат, значи вие не можете да водите стечени постапки, ликвидации или да ги оставате понатаму во сила тие сметки. Така што тоа е една од главните, условно кажано, слабости. И ако ми дозволите, во тој контекст постојано упатуваме она што вие го велите и веројатно бидејќи не е сменета ова, не е надмината ова системска слабост, тоа е фамозниот член 83 финансирањето на изборите, каде што сме сведоци на една состојба во која што и се адресираат определени системски слабости, но истовремено со промените на изборниот законник се отвораат нови. Ги споменавте донациите, јас би рекол тука и членарината на политичката партија, релативно битна, ќе ви објаснам и зошто, и така наречениот дозволен извор на финансирање на изборната кампања кој што се однесува на финансирање на изборна кампања од средствата на редовната сметка на една политичка партија. Што значи тоа? Тоа значи дека во услови на законска рамка, кога редовното финансирање на партиите се финансира по закон за финансирање на политички партии и таму тие добиваат по таа посебна формула која што е, да ако треба подоцна ќе објасниме ако има потреба, добиваат негде од прилика 5 милиони евра годишно политичките партии во земјата, ако имаат над 1%, условно кажано, од вкупен гласачи кои што гласале на последните избори, земаат 30% од тие, условно кажано, 5 милиони евра, тие се 0,15% од така наречените изворни приходи во буџетот кој што се алоцира годишно. Тоа е за редовно финансирање, потенцираме. Редовно финансирање на политички партии. И сега замислете од таа сметка, изборниот законник вели изборната кампања може да се финансира од средства од редовната сметка на политичката партија. Тоа значи повторно со буџетски пари. Тоа значи дека автоматски буџетот го префрлате надвор од оние трошоци и буџет кој што го троши Државната изборна комисија, за општинските изборни комисии и така натаму, за платено политичко рекламирање кој што видовте ДИК објави од прилика кои се проекциите, значи повторно се создаваат модалитети да се пренесуваат буџетски пари на изборната сметка. Што ние како државни ревизори условно кажано успеавме да направиме, се трудиме да држиме еден став дека таквото преливање во на некој начин карактеристика на донација. А како политичката партија е правно лице,
Условно кажано, таа на некој начин се поклопува директно со овие други дозволени финансирања, дека, например, правно лице смее во изборна кампања до 30.000 евра да даде донација. И политичката партија е правно лице. Никаде во членот 83 не стои дека политичката партија е нешто друго. Таа не може да биде друго освен правно лице. Значи, гледате сега, од една страна имаше позитивна околност во едни од последните две измени на изборниот законник, не донесени во 5 до 12, ами во 12 и 5, што е крајно нетранспарентно и кон нас органите кои што сме надлежни за надзор над изборите не и се. Добрата вест е што ако донирате на редовна сметка и донирате на изборна сметка, законот вели, сега изборниот законник вели, тоа ќе се кумулира и не може да оди над оние дозволени лимити, да не се случи да се дуплира. А дополнително во што го велите, уште еден начин на некое суптилно финансирање на државата, партијата повторно за изборната кампања истите буџетски пари, но тоа потенцираме не е за сите партии. Ова може да има и некоја друга компонента во смисла ова е логистика само за политички партии со поголем обем што се функционални. Зборувам, тие пари за редовно финансирање на партиите кои завршуваат за кампања повторно ги фаворизираат најмоќните играчи, бидејќи имаат уште еден избор, редовен избор во наводници на финансирање. Пред вас гостуваше во студиово поранишниот антикорупционер Владимир Георгиев, вели 34 измени на изборен законник и најголем дел од нив буквално пред изборен циклус. Дали изборниот законник според вас треба да се интервенира, да се минува и покрај волку измени што се направени, со цел да се стесни просторот еве за да кажам слободно манипулација, малверзација со финансиите кога зборуваме за изборни кампањи, или дали имаме јасни одредби кои што укажуваат што смее, што не може, што може и така натаму. Видете, значи од аспект на самиот изборен законник и изборно право мораме да бидеме сите свесни во државата дека се работи за убедливо најсложената правна материја, од аспект и да тоа да ја напишеш правнички, уште потешко да ја изгласаш и на крајот да имплементираш. Ниту има пропишани сериозни регулативи или директиви во рамките на Европската унија, има соодветни резолуции во рамките на Советот на Европа, мислам уште пред 20 години каде што велат објавувајте ги извештаите и така натаму, меѓутоа во голем дел се државите оставени сами на себе согласно своите обичаи, проценката на собствената политичка средина, и со помош на политичарите, свеста на политичарите. Така е. Тоа е да речеме, ако треба да го одбраниме зошто изборниот законник е толку многу сменет, а сепак не е донесен, да речеме, нов, иако е знак прашање и да го направите нов, односно да не испадне пак само пречистен од претходниот, бидејќи вие не споделувате никакви новини заради кои што темелно, условно кажано, би го смениле. Бидејќи сите ни институциите, но исто така и во парламентот го читаат како консолидиран текст. Може би правнички убаво е вака да го кажете во јавна, знаете, имате 30 плюс измени, но во реалната негова имплементација тоа е сепак еден консолидиран текст. Но апсолутно треба темелно да биде проверен, ќе се постави прашањето од кого. Во делот на финансирање на изборната кампања, мислам дека главниот збор треба да го имаат професионалците во Државниот завод за ревизија, бидејќи тие на некој начин ги имаат први воочено и со години ги артикулираат системските слабости. Потоа треба да помине низ филтерот на експертите, дефинитивно е потребна академската средина, но да видиме кој од професорите, кој од магистрите, кој од нашите учени луѓе во оваа држава е експерт за изборно право, за да може да биде вклучен во такво филтрирање и конечно тоа на крајот да дојде кај политичарите или пратениците, како и медиумите, секако преку јавна дебата, и ние конечно да речеме имаме нешто во што сме работеле сите. Еве легалистички, ако кажеме, и сегашната законска регулатива на некој начин треба да обезбеди поголема транспарентност во начинот на финансиското работење на партиите, финансирање на кампањите и така натаму. Еве ве прашувам од досегашното искуство да прецизираме. Сте правеле постизборни анализи, извештаи тие редовни, вонредни и секакви. Можеме ли да говориме за транспарентно финансиско работење на партии, за транспарентно
финансирање на изборни кампањи, без разлика дали се председателски, локални, парламентарни избори. Дали можеме да констатираме дека на некој начин сме го подигнале тој левел и таа транспарентност во финансирањето, односно во финансирањето, во функционирањето и на партиите, и во редовно, и во изборен циклус. Зошто ова ве прашувам, Поповски? Ги читам ревизорските извештаи. Има една ваква конструкција. Изразивме мислење со резерва за вестиното и објективно прикажување на финансиските извештаи и усогласеност на финансиски трансакции со релевантна законска регулатива. Ова, отворив неколку партии, нема да ги именувам, кај сите оваа конструкција стои. Кога зборуваме за ваша ревизија во политичка партија. Така. Благодарам и за ова прашање, навистина интересно, има неколку опции. На самиот крај, бидејќи ова што го прочитавте, практично е стандардизирано мислење на врховните ревизорски институции. Тие тоа така мора да го дадат. Слично и во комерцијалните ревизии, тогаш кога во делот на уверувањето разумно што требало да го креира ревизорот за да потврди дали сето она што е напишано во финансиските извештаи дадена како документација за да го подкрепи сето тоа од страна на раководството на политичката партија, доволно ја убедила ревизијата дека навистина бројките се тие или имаат резерви за поедини прашања. Сигурно ако го отворите подетално конкретниот ревизорски извештај, ќе има точки каде што вели дека ревизијата имала определени лимитирани облици на доказот кои што можела да го изгради. Но, што сакам да кажам, на самиот почеток прашањето кое што го поставите, одговорот е позитивен ако го гледаме редовното финансирање на политичките партии. Имено, мислам дека прагот на нивната финансиска дисциплина и транспарентност, благодарение на ревизиите и на влегувањето на Државниот завод за ревизија во самите политички партии скоро 15 години наназад, доведе до поголема финансиска дисциплина во делот и на сметководственото прикажување на нивното работење и да речеме превземање на тие активности за работа на политичките партии, но и во делот на она што значи средување на состојбите со имотот, со опремата, со деловниот простор, а мислам дека од 2018 година веќе партиите може да бидат и собственици на земјишта официјално, така да во тој дел работевме напорно во смисло да они навистина во делот на редовното функција да имаат вработен ниво, кои што ќе земаат плата, кои што ќе комуницираат со јавноста и така натаму, и сметаме дека таа трансмерност сме ја подигнале, знаете зашто е тоа важно. Ние даваме, како што споменав на почетокот, околу како држава, без разлика дали вие ја сакате или не политичката партија, ја плаќате едната и другата, особено ако се тоа големите партии. Таква е формулата во законот за финансирање на политички партии. Во делот на она што значи сега, знаете што, истовремено, ако тоа го поставиме како прашање кај финансирањето на изборната кампања, јас се плашам дека одговорот е навистина негативен и се уште е негативен од причина што ние и дополнително отвараме други полиња на двобој, како што е во кои што актерите не се само политичките партии визави органите за надзор, Државна комисија за спречување на корупција, ДИК, Државниот завод за ревизија. Сега самиот закон, самата пракса, особено на платеното политичко рекламирање, отвори играчи на двобој на релација интернет портали и медиуми. Да. И сега, на некој начин, наместо да се фокусираме како да го направиме транспарентна изборната кампања, ние си отворивме дополнителни, условно кажано, процеси во кои што сега наеднаш како теми главни стануваат, еве повторно можете да видите интернет порталите, 250 од 300 субјекти кои што ќе рекламираат се интернет портали и отвори многу причини како се регистрирани, имаат импресум, немаат им, значи ја одведе водата по една, како да кажам, притока по еден канал во кој што е далеко од оној главен канал, како трошат политичките партии за избори и дали е сето тоа легално. Така да, за жал, второто прашање е негативно. Поповски, како е динамиката на ревизорите? Значи, кога ќе заврши изборниот процес, ги очекувате секоја партија, коалициите, кандидатите да испратат да испратат извештаи до вас или вие влегувате во партиите постизборно? Кога ќе заврши? Како технички ме интересира како иде тој процес? Технички во законски пропишаниот рок по затворањето на нивната трансакцијска сметка и достава на вкупниот финансиски извештај, ние и претходно во нашата годишна програма најчесто кога има избори ги планираме дека ќе бидат вршени ревизиите, имаме посебен сектор за ревизија на политички партии, меѓутоа имајќи предвид и типот на изборите, ако се локални тоа се 180 условно кажано учесници, ако се председателски избори се само 6-7,
ако се парламентарни ќе бидат нешто повеќе, ќе формираме ревизорски тимови, најчесто се тоа 3-члени ревизорски тимови, помагаат и останатите сектори, бидејќи во Државниот завод за ревизија една од добрите вести е дека сите државни ревизори 100 и нешто на број сме, ќе бидат се обучени да вршат ревизија на регуларност и ревизија на успешност, односно не се поделени по типови на ревизии, тоа да ќе можеме да направиме добра организација за да ги покриеме изборите. Меѓутоа во делот на системските слабости, јас искрен да бидам, не само што ќе ги повториме постојните, бидејќи не видовме сензационална промена во изборниот законник, туку можеби ќе начнеме и нови кои што ќе ги утврдиме. И посебно имајќи предвид дека сме ставени, морам да признам, во една многу незавидна ситуација со таа една измена во март на изборниот законник, буквално Државната комисија за спречување на корупција и Државниот завод за ревизија станаа предлагачи на некаков подзаконски акт кој треба да го донесе министерот за правда, со што на еден негативен пример се ставени надзорните органи да предлагаат акти кои треба да ги носи орган на извршната власт и ќе испадне утре дека како тој образец за рекламни паноа и билборди, конкретно тој еден образец не е ништо да речам страшно, зашто сме морале ние да го предвидиме, вид на рекламно пано, колку цената на закуп, образецот да стави дека ќе има колку денови ќе даде под закуп и така натака, каде се наоѓа тој билборд, каде се наоѓа рекламно пано, и тој еден образец на кој што само требаше да се стави во сила за да може да се понуди како ценовник од страна на општините, доколку тие стопанисуваат со рекламни пано и билборди, или од страна на правни лица кои што приватно си вршат бизнис со ваков тип на деловна активност. И сега зошто баш ние да го донесеме, да одеднаш да ги исклучуваме ревизорите или правниот сектор во ДЗР и да работи на едно вакво прашање? Утре сакам да кажам, ќе има ревизорски тим кој што кога ќе ги оценува меѓу другото и законските аспекти, ќе треба да се оцени самиот себе. Како тој ќе каже утре дека креаторите наши кои што учествуваа во негова подготовка беа добри, беа лоши или не ја завршиле работата, ете тоа е она што јас најде што се плашам, имаше уште едни други предходни измени на изборниот законник, каде што ДЗР требаше да има некаква своја екипа додека траат изборите, да биде нонстоп на располагање во случај некој актер на политичката цена да обвини некого друг за кршење на прописите за финансирање на избори. Како ние да имаме некој инспекцијски тим кој што во секое време ќе може да влегува секаде, знаете, па добро го избриша тоа. Сакам да кажам, овие примери не се добри. Тие се паушални примери и не создаваат доверба во јавноста дека јавниот сектор има перцепција системски да ги реши работите. Еднаш кога ќе реши работата и таа навистина да трае понатаму. Александар, при крајот на разговоров Поповски, сакам да ве прашам. Ревизорски извештаи се прават независно, нели, и редовни вонредни ревизии правите по институции? Ја прашувам чумо. За кого се тие ревизорски извештаи? Кои се вашите анализи? Колку се постапува по тие ревизорски извештаи? На времето знам дека ревизорските извештаи беа во собрани и тогаш се водеа едни од најубавите дебати собраниски, пратениците, кога ќе дојдеше ревизорски извештај пред нив со обврска облигација да го дебатираат и да се стави на дневен ред. Поранешната, мислам, владеачка гарнитура тоа го симна, го измени законот, ги извадија ревизорските извештаи. За кого ги пишувате? За кого ги правите ревизорските извештаи? Освен за нас новинарите. Да, тоа е најтешкото прашање со кое што актуелниот менаџмент на ДЗР се соочи во 2019 година декември, кога условно кажано беше размислувано стратешки како да се поставиме, бидејќи едно од најголемите забелешки кои што ни криви ни должни и упатуваат на ДЗР, тоа е дека па што ако другите не постапуваат. Ние и нашиот одговор со децении беше ние да се извршиме работата за која што сме ние надлежни, а другите органи понатака нека постапуваат за она за што тие се надлежни. Ги имаат нашите ревизорски извештаи, ги имаат неправилностите, повелете направете го тоа. Главниот државен ревизор Максим Ацевски, конкретно имајќи го превед и неговото долгогодишно искуство како државен ревизор, раководен државен ревизор, застанувајќи на позицијата за главен државен ревизор, одлучи да преземеме сериозни чекори во насока да не оставиме работите да завршат само со ревизорските извештаи и само со работата на државните ревизори. Во една минута, најпрво јас го направивме дистрибутивна листа од преку 1100 субјекти, значи сите радиодифузери, сите медиуми и сите физички и правни лица во државата од академската средина кои што сакаат во реално време да ги добијат ревизорските извештаи.
И тие тоа го добиваат. Имаме таква дистрибутивна листа и ги испорачуваме сите ревизорски извештаи, вклучително нормално и на ТВ24. Потоа се соочивме со второ прашање. Добро, ако вие ги достувате секаде, ќе зборуваме и за надлежните органи, за јавното обвинителство, ќе ми дозволите и тоа да го искоментирам малку само покасно. Се соочивме со второто прашање. Кој ќе ги чита? Новинарите имаат своја агенда во текот на денот. Останатите засегнати страни по порталите, економските редакции и така натака, не може да земат и да читаат еден извештај кој што може да биде сложен и на толку читање можеби нема да го разберат што е суштината. За таа цел направивме два дополнителни документи. Се тоа и со дополнителна техничка помош и локална и меѓународна, особено од Вестминстер фондацијата во овој дел беше многу активно вклучени, им благодариме за тоа. Направивме посебен ревизорски абстракт, семафор, црвено, жолто, зелено, што е утврдено на еден лист, ако немате време се да читате и да гледате. И сега на крај прес релиз кој што беше да речеме, меѓутоа она што е важното прашање, го оставам за крај, бидејќи навистина имаме суштината е обвинителството, адресата обвинителството. Суштината обвинителството кај 10 до 15 од прилика проценти на ревизорски извештаи годишно кои што заслужуваат таков третман, каде што има такво сомневање. За таа цел ние мислам дека пред 2 години во март месец имавме една отворена дебата со јавните обвинители, буквално со господинот Љубомир Јовски беше главен јавен обвинител и со плејада на јавни обвинители имавме 2 или 3 работилници на кои што направивме еден брейнсторминг, точно како вие гледате на нас, како ние гледаме на вас, што вие точно работите. Утврдивме дека низ годините и низ можеби 15 или 20 години и самите институции живеат во некаков нивен условно кажано свет во кој што не гледаат кој е третманот на извештаите, како еден ревизорски извештај се прима од основен јавен обвинител, условно кажано. Значи како тој се заведува, како доаѓа до него, колку тој има време да му се посвети и така натаму. За таа цел, по склучувањето на нашиот меѓусебен меморандум, сега секој ревизорски извештај во кој што ревизијата утврдува дека има определени сомнежи за можно кривично дело, веднаш се доставува преку точни одговорни лица за комуникација до јавното обвинителство, кое што заради тој меморандум повеќе не го упишува во разно со сите други, да речеме, пријави кои што доаѓаат, туку поднесува истраги. Порано се случуваше, да кажеме, поднесовме и до МВР, поднесовме и до финансова полиција, денеска не, поднесуваме само до јавното обвинителство. Тие потоа се јавуваат технички на состанок да објасниме подетално, ја гледаат ревизорската документација, најчесто доаѓаат кај нас или ние одиме кај нив, целиот ревизорски тим дискутира и потоа тие ја бараат документација. Кратко само, дали има епилогот од таа комуникација, мене тоа ме интересира, дали има покренато процес, предмет отворено по основ на ревизорски извештај? Има предмети отворено. Секако има предмети отворено, во делот колку тие предмети се затворени и завршиле со обвинителен акт конкретно или со осудителна пресуда, мислам дека заслужува една убава дебата на која што ќе бидеме поканети сите и ќе можеме да разговараме и со статистика, бидејќи сега да бидам искрен, Државниот завод за ревизија и туку има еден дополнителен придонес, се обидуваме статистиката да ја направиме транспарентна без да влијаеме на дискреционото постапување на јавното обвинителство, но сепак да добиваме фидбек по тој меморандум што станува со ревизорските извештаи. Никако не влијаеме врз обвинителството, само бараме навреме да се процесуираат случаите таму каде што има основи за сомнение, за злоупотреби. Ова се свенили, зборуваме за високопрофилни случаи, зборуваме за јавни институции, државни институции, финансирано од наши пари, од народот. Затоа барам и епилог и отчетност. Александар Поповски, ви благодарам за овој разговор. Па се надевам ќе се видиме да сумираме што пријавиле претседателски кандидати, што пријавиле партии и така натаму. Благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани, тука е крајот на вечерашната емисија со завршно интервју со Александар Поповски, генерален секретар во Државниот завод за ревизија. Останете со нас, следуваат вечерните вести.